Бројки со Наташа Мерсовска на Радио Слободна Македонија. Добар ден, ја слушате економската емисија Бројки на Радио Слободна Македонија. Изминатиот период беше навистина плоден на инвестициски план. Речиси секој ден се објавуваше по една нова инвестиција. Беше ли тешко да се донесат инвестициите? Ќе разговараме со мојот гостин, Бил Павлевски, министер задолжен за привлекување странски инвестиции. Добар ден, господине Павлевски, ви благодарам што издвоите време да гостувате во Радио Слободна Македонија. Добар ден. Од почетокот на годината се објавија неколку инвестиции. Беше ли тешко да се убедат странските компании да ја изберат Македонија, а не некоја друга земја? Така, значи, во последниве неколку месеци, како што сме сведоци, сме влезени во еден инвестициски циклус, што очекувам да продолжи. И би кажал дека сепак не е лесно да се донесат компании, странски компании, кои во процесот на одлучување има многу опции. И секако зависи од компанија до компанија, во кој процес таа компанија се наоѓа во пронаоѓање на нов капацитет за производство, да речеме. Процесот на привлекување на таа компанија зависи од тоа. Ако некоја компанија, да речеме, воопшто не е запозната со Република Македонија, процесот може да трае подолго. Меѓутоа, компании кои веќе го знаат регионот, го посетиле, процесот на привлекување претежно трае пократко, меѓутоа никогаш не е под 6 месеци. Значи најкратко е 6 месеци од тука и тука нагоре. Тој процес трае на привлекување нови компании. Значи, како што кажав, сме во еден циклус, што е доста позитивен, и секако поради заслугата на целиот економски тим, многу од овие компании веќе што ги најавивме во последните месеци, некои почнаа со производствени капацитети, други почнаа со камен темелник, значи односно градат своји производствени капацитети што треба да ги завршат кон крајот на годината, и нови компании потпиша договори со државата, што значи дека ќе почнат со градба на своите производствени капацитети многу брзо. Вие работите како тим, меѓутоа колку од досегашните инвестиции се директно ваша заслуга? Така, значи секој од нас си има свој тим и е задолжен за таргетирање и привлекување на компании. Значи, ние сме инволвирани во многу инвестиции, меѓутоа ќе напоменам неколку од овие инвестиции, како што знаете, значи во Прилеп беше поставен камен темелник на Акомпласт, компанија, германска компанија која секако од автомобилската индустрија ќе допринесе со својата висока технологија во развојот на целокупниот автомобилски сектор и ќе ни помогне во привлекување на значителна компанија во иднината, која ние секако работиме да биде некој производител на автомобили. Значи се занимава со пластично моделирање на автоделови, и она што е добро е тоа што многу ќе биде битно за оние вработени што ќе работат во оваа компанија да бидат запознаени со ваков вид на технологија. Значи ноу-хауто, знаењето е доста битен фактор во оваа инвестиција. Голем број од овие вработени што ќе бидат ангажирани во оваа компанија ќе бидат и тренирани во Германија, и своето знаење ќе го префалат тука. Исто така во тој период, кога овој камен темелник беше поставен, имавме уште една компанија, German Electromechatronics. Значи оваа компанија доаѓа од еден различен вид. Тие сака да произведуваат според деловниот план на компанијата електрични уреди од обновлива енергија, како на пример LED светилки и панели, сончеви панели. Технологијата ја развиваат во Германија. Собствениците на компанијата се од Блискиот исток, до сега производството го имаат во југоисточна Кина. Меѓутоа сакаат тоа целокупно да го лоцираат тука во Македонија. И тие разгледуваа повеќе локации, вклучувајќи и самата Германија, Полска, Шведска и други југоисточни земји, и одлучија секако тука да дојдат во Република Македонија. Како што знаете, македонскиот инвеститор кога одлучи да дојде во Македонија и да го внесе својот капитал тука во производство на чипс од сите индустрии. Јас за таа индустрија, јас за таа индустрија не сум знаел, меѓутоа како што кажува, таков вид на чипс не постоел во Република Македонија.
и тој се увезувал и постојал пазар за таа индустрија и значи тој презема еден голем чекор, значи да го инвестира својот капитал и е добар пример за други македонски селеници кои заработиле во странство и кои можат да го внесат својот капитал во Република Македонија во некој таков бизнис. И тоа укажува на подобрувањето на самата бизнис клима и уверувањето на нашите селеници дека тука постојат добри можности за извршување на бизнис. Битно е што ова инвестиција е во доста рурален дел на Република Македонија, во селото Кравари и Битолско. Ке ангажираат до 100 вработени, околу 100 вработени, сега имаат околу 25-30 до крај на месец мај, мислам, кога ќе го отворат и вториот дел на производството, ќе имаат околу 50 вработени, така што до крај на година ќе имаат 100 вработени, што е доста голем број. Сепак за едно мало место, како што е Кравари, и е доста битен фактор, значи тие ќе бидат наша референца и за други македонски селеници да дојдат да инвестираат во производствени капацитети или други бизнеси во Република Македонија. Може да напоменам за Cranfield Foundry, компанија која потпиша договор пред известно време минатата година, значи тие ги добија сите дозволи за да започнат со производство, направија целосна feasibility еколошка студија и се одобрени да започнат со своето производство. Значи почна со рамнење на теренот и градењето на фабриката ги започне многу брзо, така што очекувам до крајот на годината и тие официјално да изградат фабриката и да почнат со своето производство. И сепак би рекол и ова инвестиција може да се каже е инвестиција што се случува во рурален дел на Република Македонија, во Пробишти, околу 15 милиони евра инвестиција, што ќе креира околу 300 нови работни места, 280-300, и што е доста битно за овој регион. Тука ќе има микс на нови работни места меѓу високо квалификувани инженерски позиции и друг вид на работни места, така што ова ќе биде добро за тој цел регион. Не само Пробишти, меѓутоа вклучувајќи го и поширокиот регион. Знам веќе соработуваат со технолошките универзитети од Штип, од механичкиот сектор посебно, што ќе возможи ангажирање на студенти кои би работеле за оваа компанија. Во Демирхис така рурален дел, Гришко, го знаеме, кој тој произведува обувки за модерен танц. Таму има ангажирано доста вработени и сега кога вработените јас сум го посетил тој производствен капацитет, се многу задоволни од ова производство и сега ако очекуваме овие компании, би напоменал неколку други компании во информатичката технологија кои дошле во Македонија, меѓутоа тие сме ги привлекле, си отвориле свој производствен капацитет, не потпишале никаков договор за државна помош со државата, значи си функционираат, си имаат вработено свој работни кадри, посебно од програмерските структури, значи образовани кадри од информатичка технологија со знаење во програмирање. И имаме на подем такви неколку инвестиции, меѓутоа има веќе неколку што сме ги привлекле и кои функционираат тука во Република Македонија. И секако и на другиот дел од инвестициите што се објавени, сме работели и допринеле деломно преку тимска соработка и очекуваме тоа секако да продолжи и во иднина. Би напоменал дека паралелно додека овие инвестиции влегуваат во Република Македонија, работиме на голем број други инвестиции, комуницираме со многу компании, секако мојот тим константно комуницира и воспоставува контакти со многу други компании кои во иднина се надеваме дека ќе одлучат да ја пласираат својата инвестиција во Република Македонија. Како ги таргетирате компаниите? Кој ги избира и како доаѓа до тој првичен контакт со компаниите? Па, значи, од повеќе аспекти тоа се прави. Значи, затоа што сме повеќе лица на овој економски тим, имаме некоја форма на географска распределба во овој период и ги таргетираме според географската распределба. Меѓутоа, самиот тим, членовите на мојот тим прават длабоки анализи на овие компании
соодветно со она што може ние да го понудиме. Значи, ги таргетираат компаниите кои имаат можност да инвестираат надвор од таа земја, од матичната земја, и кои се во процес да го прошират својот производствен капацитет. Значи ги правиме анализа на компанијата, ги наоѓаме добрите особини на компанијата, нивните слабости, и ние каде што може као држава да им помогнеме во тој аспект да го прошират своето производство и да го пласираат, да речеме, на европскиот пазар, меѓутоа и на други пазари. И потоа процесот почнува од тој аспект, или преку телефонски разговор, или преку директна средба со нив. Во последно време сме практикувале и да воспоставиме виртуелни бизнес форуми во исто време на повеќе дестинации во светот, каде што преку видеоконференција ги презентираме бизнес можностите што ги нуди Република Македонија. Значи не само физички, туку и виртуелно тоа го правиме, и оние што се заинтересирани понатака воспоставуваат директен контакт, и најчесто првиот чекор е тие да дојдат тука да суверат она што го кажуваме дека е реалност и вистина, дека посета Република Македонија, и стално ние им кажуваме да разговараат директно со други компании, домашни, странски компании, да го споделат искуството со нив, да ги видат позитивните, негативните, сите аспекти од инвестицијата, затоа што сме отворени и транспарентни. И потоа директно им кажуваме да си направат една добра анализа и да ја споредат Република Македонија според другите земји, затоа што веќе е факт и сме уверени кога тоа ќе го направат, самите бројки и факти кажуваат дека сме на најдобра локација за привлекување и пласирање на инвестиции. Ќе разговараме и за тоа малку подоцна. Министров, да предлагам да направиме мала музичка пауза, па ќе продолжиме со разговорот. Гостин во емисијата Бројки, министерот задолжен за привлекување странски инвестиции Бил Павлевски. Господине Павлевски, во првиот дел разговаравме дека околу минимум 6 месеци е потребното време за странските компании да донесат одлука да инвестираат во Македонија. Во која група спаѓаме? Од колку земји прават селекција за да донесат одлуката за инвестирање? Значи, и ние сме правиле анализи на ова прашање. И она што ни го кажуваат компаниите веќе што одлучиле тука да инвестираат, посебно оние мултиинтернационални, значи компании што имаат седишта во повеќе земји, што имаат производствени капацитети во повеќе земји, тие би рекол на просек започнуваат, значи првично започнуваат со околу 15 на земји, и тоа го прават, анализа прават, значи не ги посетуваат сите земји, и таа анализа можно да ја прават интерно во својата компанија или ангажираат консултантска куќа да му го направи тоа за нив. Значи, кога ќе почнат со таа анализа, имат посебни критериуми според кои ги анализираат овие 15 земји, и потоа прават селекција, као цилиндер селекција, тие 15 се намалуваат можда на 10, и потоа од 10 на 8 на 5. Кога ќе стигнат во некоја фаза на 5 земји, вршат веќе due diligence, теренски длабоки анализи. Значи, доаѓаат на терен, тука се среќаваат со нас, со други представници на владата, зборуваат и комуницираат со други фирми кои се референции директно, индиректно. Во многу случаи сме имале компании кои доаѓаат самостојно, значи после посетата доаѓаат без да ни кажат, затоа што сакаат вистински да суверат на терен, да ги проверат локациите што сме им покажале, чувството на живот, на социјалниот живот во градот, што сепак кога се пласира на ваква инвестиција е долгорочна инвестиција и не е нешто што може да се промени секојдневно. Значи, во тој циклус потоа доаѓаат негде до 3 компании, и баш би рекол, предодлучат за една од овие земји, секогаш има минимум една или друга дестинација. Значи, одлуката до последниот момент може да биде или тука, или во некоја друга локација. И тоа е нормално, и тоа истото важи и за која било друга земја, каде што доаѓа компанија од надвор. Што ги интересира прво? Дали само ниските даноци се присудни?
Значи, тоа го прават на самиот почеток, значи ги гледаат, што би рекол, зошто е битно што сме рангирани високо на Doing Business Report од Светска банка или други реномирани финансиски извештаи како Heritage Fund, Економска слобода и така натака, затоа што компаниите ги гледаат овие извештаи. Значи, од самиот почеток, кога ќе речат кај да одлучиме, може да речат еве да ги земе првите 20-30 земји кои се рангирани за извршување на бизнис во свет, најдобрите. И од тука почнуваат да прават анализа. И ако ние се наоѓаме во тој лист, ќе спаднеме како потенцијална и можна дестинација за инвестирање. Значи, секако бизнис климата е еден од факторите. Даноците се битни, целокупната фискална политика, економската стабилност, нормално политичката стабилност е доста битна во донесувањето на самата одлука. Меѓутоа на крајот, кога ќе ги разгледаат сите фактори, затоа што прават комперативна анализа со многу други земји, и може би кога ќе одлучат на 2-3 земји, доаѓаме во ситуација каде што сме слични во многу околности со некоја друга земја, и одлучувачки фактор е колку сме пријателски настроени кон странски компании или кон луѓе што доаѓаат надвор од Македонија, странци. Како е животот за нив тука, дали има други компании од надвор. Како, например, владата, државата гледа кон овие компании. Ако има некои бирократски проблеми, дали тие се решаваат, колку брзо се решаваат. Тие се битни фактори што на крајот може да одлучат зошто една компанија би дошла во Македонија. Имаме многу изјави, и вие сте слушнали од овие изјави од извршни директори на фирмите кои кажуваат самите дека дошле во Македонија, виделе на CNN реклама некаде, па биле во конечна фаза да донесат одлука за друга земја, као Чешка, Полска или друга земја, и рекле, ајде ќе одиме да видиме Македонија, и дошле тука, виделе, направиле длабока анализа и одлучиле на крајот во конечниот дел на својата анализа да ја пласираат својата инвестиција и укажуваат самите дека она што е различно, што не прави така различни од другите земји, што имаме доста голема посветеност на овие компании. Впрочем, затоа постојат овие тимови за прикликување на странски инвестиции кои помагаат во тој процес за да може таа компанија да одлучи да се чувствува комотно со својата инвестиција, да вработи македонски работни студенти или други лица кои бараат работа и да почне со своето производство, затоа што секако кога тие компании се успешни, ќе го прошират своето производство, како што доста од овие компании веќе го прошируваат производството во втори и трети капацитет и ќе вработат поголем број на вработени, ќе го зголемат извозот. Технохол за Иван Хул, се извинувам што ве прекинувам, се компаниите кои што објавија втори фази ширење на производството. Зошто се одлучија да го направат ова? Да, значи тие се добри примери од компании кои би рекол на почетокот не знаеле многу за Македонија пред да дојдат тука со својата инвестиција. Дошле во Македонија, отвориле еден производствен капацитет, ангажирале работници од кои се доста задоволни од самата бизнес клима во Македонија и врз основа на тоа одлучуваат да отворат и втор производствен капацитет, како што веќе го направија, и веќе во некои нивните најави планираат и да отворат во нина и трет производствен капацитет. Значи, секако тоа би рекол се должи на крајот кога све ќе се анализира, кога ќе се анализира економската ситуација, фискалните бенефиции, доаѓа до квалитетот на продуктот. Значи, една компанија кога произведува некој производ или извршува некоја услуга, најбитен фактор е да она што го произведува и што го пласира на пазарот да биде квалитетно. Дали за тоа ќе плати повеќе и помалце не е толку битно, отколку што е битно дали тој производ е квалитетен и дали тој може да се пласира на странските пазари. Како, например, со Ван Хул, со тие автобуси што ги пласира на америчкиот пазар, се планира да пласираат автобуси на европскиот пазар. Значи, тие виделе дека структурата на работната сила е доста квалитетна
впрочем можда и поквалитетна од својата матична земја, одлучуваат да го расшират да го зголемат својот производствен капацитет. Значи, она што би рекол е дека ми сум го видел ова на терен, значи, имаме ние тука доста образована работна сила која е доста битна во самиот процес да ги задоволи самите ови инвестиции, да можат да бидат попродуктивни и да произведуваат квалитетни производи кои се конкурентни на светско ниво. Ја споменавте предходно Акомплас, германската компанија која што ќе инвестира во Прилеп. Тоа е добро што не се сите компании лоцирани само во Скопје, него низ цела Македонија. Тие веќе започнаа да градат својата фабрика која што треба да биде готова до јуни. Колку лица ќе ангажират и дали тој регион има доволно квалификувана работна сила за да одговори на нивните потреби? Да, значи тие кога одлучуваат каде да лоцираат оваа инвестиција, разгледаа повеќе општини во Република Македонија. И тие, затоа што се работи за високо квалификувана работна структура, одлучија за Прилеп, затоа што направи анализа на населението и од околните места и рачунаат дека она што го планираат околу 150 во оваа фаза да ангажираат вработени, ќе го најдат во оваа општина и ќе бидат задоволни од тоа. И секако тука постоела некоја структура од други индустрии кои се занимавала со слично производство, не точно ваков вид на производство, меѓутоа со некој вид на прецизно инженерски работење и произведување на различни компоненти, што ќе биде доста корисно во пластичното моделирање на овие автомобилски делови. И е добро што оваа инвестиција е во Прилеп. Значи, ние настојуваме да имаме диверсификација и развој на целата економија во сите општини. И првично, кога ќе дојдат компании покрај нормално Скопје, покрај индустријските зони, тука и покажуваме локации и на други места. Значи, ова сепак е поврзано со она што го кажував, дека структурата на вработени ќе им биде многу битна во однос на квалитетот на производи што ќе ги пласираат од оваа фабрика. И јас не се сомневам дека овие вработени што ќе работат во оваа фирма во Акомплас ќе ги задоволат потребите на оваа компанија. Да. Ќе има ли доволно генерално квалификувана работна сила Македонија, низ цела држава за да одговори на потребите на компаниите? Значи, владата спроведува разни мерки за тоа да биде како што треба. Значи, да имаме структура на вработени што ќе им одговараат на потребите на пазарот. Значи, тоа дали ќе бидат домашни, странски компании или каков вид на компании не е толку битно, колку што е битно структурата на невработени или ново студенти што завршуваат од факултетите, значи студенти што се нови на пазарот на трудот, да ги имаат сите квалификации што самиот пазар ги бара. И тоа може да го видиме според секако разните кампањи и програми за тренирање до едукација што ги спроведува владата на Република Македонија, меѓутоа исто така и компаниите тој метод го спроведуваат. Имаме неколку примери каде што од овие странски компании воспоставуваат соработка со универзитети. Значи, во последната година пред завршување на 4-та година, доста од овие студенти има некои подетални класови или испити, hands-on или може да се каже на пракса, да. Вежбаат и одат во самите фабрики, значи тоа го извршуваат. Многу од нив секако поголем број наоѓаат и своји работни места после завршувањето, меѓутоа битниот процес е во однос на намалувањето на невработеноста е тие што бараат работа да ги имаат квалификациите да одговорат на пазарот на трудот. И мислам сме во прав правец гледано од приватните компании што создаваат работни земја, исто така и мерките што ги презема владата за тоа да се овозможи тој циклус да биде позитивен. Затоа што секако секој бара продуктивност, секој што ќе биде ангажиран треба да биде добар да го извршува она што за тоа што бил ангажиран. И тука сме секако и да помогнеме во тој процес. Значи сме имали компании
кога одлучуваат каде да инвестираат, прашуваат дали имате толков број на кадри со ова специфично знаење. Значи, и ние и да немаме доволен број, меѓутоа сме спремни како влада да помогнеме и да привлечеме таа инвестиција тука во Република Македонија преку таа мерка од до едукација или тренинг на постоечки структури кои бараат работа моментално и се во фаза фактички не имаат можност да најдат таква работа. Министре, споменавте дека преговарате со уште неколку странски компании. Може ли да не откриете од кој сектор се и евентуално нивните имиња? И кога би се одлучиле да инвестираат? Да, значи секако ќе напоменам неколку со кои комуницираме и некои од овие се во фаза и да објават своја инвестиција. За имињата оставуваме самата компанија тоа да го објави, затоа што сепак одлуката за јавно да излезе е нивна. Сега баш во овој период брзо очекуваме да една компанија што произведува софтвер да објави својата инвестиција и секако е битно што ќе има диверсификација во структурата на нови работни места што ќе бидат креирани, секако доаѓа од информатичката технологија. И она што е битно е ова компанија веќе има повеќе по западноевропска компанија производствени капацитети на софтвер низ Европа и разгледува повеќе земји, некои соседни земји тука и она што видоа тука дека постои доста млада, доста работлива и солидна работна структура кога станува збор за информатичката технологија и производството на софтвер и донесува одлука секако на бордот на директори да пласираат својата инвестиција тука во Република Македонија. Ќе имам состанок со оваа компанија и се надевам дека после тоа тие заеднички ќе ја објавиме овие инвестиција јавно. Потоа во април доаѓа една друга америчка компанија со која што сме веќе во комуникација преку 4 години, скоро самиот почеток на мојот мандат, подолго време, која што се надевам дека после посетата би одлучила да инвестира тука во Република Македонија. Од кој сектор е компанијата? Значи, компанијата е од индустријско производство, се занимава со индустријско производство. Не би го специфицирал секторот, затоа што го специфирам, ќе се знае за која компанија, меѓутоа е надвор од автомобилскиот сектор, не е од автомобилскиот сектор. Се доаѓа од западниот брег на Америка. Значи, комуницираме исто така со други компании кои се занимаваат со имаат интерес да отворат производствени капацитети за производство на храна. Тие веќе посетија тука Република Македонија неколку пати и очекувам повторна посета од нив, па може да се очекува и одлука на таа компанија да инвестира во Македонија. Тековно комуницираме и со други компании кои планираат да ја посетат Македонија во втората половина на оваа година и мислам до крајот на годината би имале некои подетални одлуки од нивна страна каде би одлучили и секако ние би направиле све од наша страна таа нивна одлука да биде тука во Македонија. Моето последно прашање до вас, министре Павловски, би било колку компании очекувате до крајот на годината да инвестираат и колку евентуално работни места би се отвориле? Значи, постојано сте активни во... Да, некои мои изјави прошиот, мислам кога имавме емисија и во минатото и други емисии сум напоменал дека има голем интерес на компании. Бројот на овие компании секако може да варира, меѓутоа кој ќе гледаме на бројот на компании врз кои целиот економски тим работи, значи не само ние и другите членови, станува збор над 30 компании што можно е да влезат во краток период во Република Македонија. Кога ќе земите цела структура и бизнис планови што овие компании ги имаат пласирано до нас,
би рекол бројот на вработени би бил дуплиран. Значи, во овој момент, кога ќе видиме во индустријските зони работат околу 15.000 работници или вработени таму, овој број би бил драстично дуплиран, значи би достигнал над 30.000, кога сите тие инвестиции би се реализирале. Меѓутоа, врз основа нови инвестиции што веќе се објавени и што веќе ќе се објават и што треба да започнат со своето производство до крајот на годината, би кажал дека бројот на вработени секако не треба да биде помалку од неколку илјади до крајот на оваа година 2016. Министре Павловски, јас ви благодарам што бевте гостин во емисијата Бројки на Радио Слободна Македонија. Ви благодарам и вас. Најважните настани ги слушате по кратката музичка пауза. Во емисијата Бројки ве информирам и за најважните економски настани оваа недела. Се отвори втората фабрика на италијанската компанија Техно Хозе во Македонија. Инвестицијата е вредна 10 милиони евра и ќе отвори 100 нови работни места покрај постојните 75. Целта на компанијата со оваа инвестиција е да го зголеми за 3 пати извозот од Македонија, од сегашните 5 на 15 милиони евра годишно. Од менаџментот и зоните најавија дека ќе следи и трета фаза на проектот. Во третиот производствен погон ќе имаме капацитет за производство на фитинзи и адаптери, каде што вкупната инвестиција која ќе биде оперативна идната година ќе има најмалку вкупно 300 вработени и инвестиција од над 30 милиони. Инвестицијскиот циклус во Македонија зема се поголем замав, рече вице-премиерот Пешевски, посочувајќи дека за 60 на дена се отвараат по 2 до 3 странски инвестиции неделно. Сведоци сме дека на неделно ниво во Република Македонија се најавуваат или отвараат по 2 до 3 инвестиции во изминатите 60 на дена. Денес присуствуваме на отварање на втор погон на странски инвеститор, а нови втори фабрики минатата недела најавија и уште неколку компании, би ги извел Johnson Controls и Van Hool, кои што се или биле дел од оваа зона, во кој што ќе се вработат околу 2000 лица. Трет пакет деловни објекти одат на продажба. Се работи за простории кои припаѓаа на некогашните гиганти, а сега се во државна сопственост. Годинава на продажба ќе одат 100 деловни објекти, информира владиниот портпарол Александар Ѓорѓиев. Сите деловни субјекти кои што имаат идеја, имаат намера да инвестираат во имот во сопственост, може добро да ги проучат овие можности, да ги добијат потребните информации од институциите, а се изработува и каталог кој што ќе биде објавен наскоро, во кој што ќе бидат содржани сите потребни информации кои што се од интерес за самата компанија која што има идеја да инвестира во деловен простор. И понатаму ќе продолжиме и со овој и со другите проекти чија што цел е поддршка на домашната економија и бизнис заедницата во нашата земја. Државата годинава ќе обезбеди двојно повеќе пари за иновативните компании. Наскоро Фондот за иновации ќе го распише новиот оглас со кој се обезбедува сериозна финансиска поддршка за комерцијализација на иновативните идеи, изјави претседателот на ВМРО Никола Груевски. Минатата година беа предвидени 1.400.000 евра. И тие се искористија со 2 огласи кои што беа објавени минатата година. Оваа година се предвидени 2.650.000 евра, кои што исто така ќе бидат распределени во 2 огласи за компании кои што ќе пристапат со иновативни идеи и за различни видови на помош поврзани со развој на одредена иновација на некоја компанија. Огласите ќе бидат објавени на 2 пати, првиот во првата половина на оваа година, веројатно некаде по мај-јуни, и вториот во септември. Така што имаме оваа година предвидено речиси дуплирање на средствата за поддршка на иновации во однос на минатата година. Се поголем број туроператори ја вклучуваат Македонија во својата понуда. Груевски очекува да биде рекордна година во туризмот, а во тоа ќе помогнат зголемените субвенции за носење странски туристи. Веќе активно од почетокот на година, од јануари, започна исплатата на субвенциите на туроператорите. И таа се одвива полнек и ќе продолжи до нејзиното завршување. Како што кажав, за годинава во програмите кои што се усвоени уште на првата седница на владата оваа година во јануари, предвидено е и во буџетот програмирани се 2,5 милиони евра за субвенции. Микро и малите компании може да аплицираат за субвенции за ново креирани работни места. На огласот се предвидени грантови од по 1500 за вкупно 200 вработувања.
Очекуваме од овие 200 ново креирани работни места во микро и малите компании во Република Македонија, 30% или пак над 30% да бидат млади лица до 29 години, односно околу 80 работни места очекуваме да се креираат за младите до 29 години. Председатели дадат план за идни вработување и потреба од такви вработувања, односно проширување на бизнисот, да аплицираат нормално со тој план. Ние ќе направиме дополнителна проверка во Централниот регистар и управата за јавни приходи, дали има пред се во управата за јавни приходи, дали има долг по основ на даноци и придонеси од делот на вработувањето. Доколку нема таквите, ќе влегуваат во делот на избор и ќе се оценува програмата за развој која што ќе ја достават, значи за која што бараат лица за вработување. Во прилеп објавена прелиминарна листа на распределба на 76 новоизградени социјални станови. Но сите оние што ќе бидат на листата, кога ќе се констатира дека на лице место увидот е успешен, односно дека сите документи се веродостојни и дека тоа е фактичката состојба, тогаш ќе биде конечна листата. Програмата за рурален развој представува сериозна поддршка за општините. Со овие пари значително се подобрува инфраструктурата, а земјоделците можат да го модернизираат производството со нова механизација. Оваа година имаат на располагање над 33 милиони евра. Во тој аспект ние секоја година одлучивме како политичка гарнитура да се инвестираат поголем број на средства во развој на земјоделието, во смисла на механизација, на поддршка на квалитет, на поголем квалитет на земјоделските производи, во развој на инфраструктурата, градба на улици, патчиња помеѓу едно и друго населено место, водоводи, канализациони мрежи, разни други потреби за помалите населени места и руралните средини, со што значително се помрднаа работите во тој правец. И програмата која што се нуди секоја година дава сериозен ефект во решавањето на проблемите на граѓаните. Објавена нова мерка за полесно вработување лица со инвалидност. По 100 лица со оштетен вид и слух ќе се обучуваат за масери, водоинсталатори и заварувачи. Овие професии се дефицитарни на пазарот, па на овој начин полесно ќе дојдат до вработување. Со овие обуки започнува процесот на интеграција поголема на лицата со инвалидност, на зголемување на нивните вештини и на нивно работно оспособување. Овде завршува емисијата Бројки во продукција на Радио Слободна Македонија. Денеска 4 февруари со мен уредник и водител Наташа Мерсовска и Владимир Дамјановски техничка реализација. Јас ви посакувам убав ден. Бројки со Наташа Мерсовска на Радио Слободна Македонија.